И забораваме и градот е сценографија на која што сите луѓе имаат право. Значи таа реченица кажува многу работи. Како субкултурата би требало да се развива, зашто има, зашто е нема. Можеш да направиш некаква паралела меѓу субкултурата, урбаното движење во Виена и во Скопје, затоа што живееш на релација Виена-Скопје? Од еден досаден град, каде што целата приказна за Моцарт и Кочија и не знам, некои си катедрали, прераснува во еден град кој што може да се мери денеска со тенденциите во Берлин, во Њујорк, во Лондон и така натаму. Од тоа го урбанизираат скроз, направија една фина пијаца, каде што сместија два музеа и огромен отворен простор, на кој што на сите уметници и дизајнери, млади, сите активисти во полето на архитектурата, естетиката и све вкупно, им дадо отворени раце да прават со плоштадот што сакаат. Сам што сакаат, нормално со некоја програма. Им ги смести ателијата тука, почнаа да се држат реди, почнаа диџеи да доаѓаат, да се прават матинеа, на Сабајле да се пушта музика, ставија wireless интернет, се дека направија урбан мебел, кој што сите можат да го користат. Да, има ли Скопје субкултура? Има, да, има. Има и тоа на повеќе аспекти. Да, и мислам дека е добра. Мислам дека дел од таа субкултура која што јас ја примам некако на некаков начин ме прави по-зрело да ги гледам работите. Јас одраснав, односно по-возрастниот дел од младоста ја проживеав во Скопје и сум многу благодарна за тоа, бидејќи ми помогна да добивам некој во Сараево. Ми помогна да добијам некој здрав став за тоа како изгледаат работите, што е што ме определи. Да, на колку години дојде во Скопје, Николина? На 17, 18. Така. Па да, Скопје има Скопје има микроклима. Има свој автентичен пулс. Јас работам во сферата на културата и ги имам информациите на дланка воглавном за се што се случува во Скопје. Се случуваат многу работи. Значи, и секојдневно сте обкружени со млади луѓе во читална, во библиотека. Не само тоа, има многу интересна издавачка сцена. Имаат уметниците многу често своји изложби, многу театарски представи, има многу промоции, многу изложби. Да. Значи, Скопје според мене има една многу сериозна, релевантна сцена. Но има еден проблем, што сите се жалат дека ништо нема. Значи, ние сме доведени во една ситуација дека таа сцена е всушност пропратена и е дел од животот на многу мал процент на жителите од Скопје. Зошто? Па јас мислам дека поголемиот дел од жители е склон на она кукање дека ништо не се случува, додека е потребно само да се отвори еден дневен весник и да се видат редица настани. Значи, една инерција е зафатена во тоа едно негативно перцепирање на реалноста дека ништо не се случува. Едно медиокритетско однесување, веројатно и линија на помал отпор е во прашање. Па јас не сакам да одам со толку тешки дефиниции, но вие имате места каде што во Скопје точно знаете од прилика каков тип на интелектуално обкружување можете да го најдете во одреден дел од денот и можете да уживате во денот. Кој сет на идеи е нивното НЗС за таков тип на здружување, да речеме? Ти секој нели настапува со некаков си сет на идеи? Па, најмал заеднички содржател е всушност, ми се чини кај нас, сепак малку и подсвесно следена определба. Значи, јас не гледам кај луѓето една сериозна намера, во смисол јасно профилирана идеја што сакаат да направат во тоа свое обкружување, но сепак некако луѓето сами од себе си се местат како шаховски фигури, тие сакаат таму, некои се можеби во Мала Станица, други се во Дебар Мало, трети се на трето место, но ако посакате да го откриете тој пулс на градот, тој е многу богат. Мислам, јас имам можност да го споредам и со други градови. Сум живеел и во Њујорк година и пол.
Мислам, нема сигурно можност да кажеме исти се градовите, но кога ќе почувствувате во животот пулс на неколку различни градови, онда можете за Скопје да кажете дека не е толку лоша ситуацијата, само мислам малку треба и од нас да биде односот кон работите по ведар. Така, веројатно да потребна малку акција. Јас имав можност пред некое време бев со еден бенд PMG колектив, бевме на турнеја и ги поминавме бившо југословенските простори. Гостувавме на места кои што се углавном например Словенија, бевме во еден сквот кој што е обично хардкор сцената, преку хардкор сцената влеговме тамо. Како и да е, значи разговаравме со многу луѓе на многу различити места и тоа што беше као еден заклучок беше дека во Скопје воопшто не е лошо. Едино што нас ни преостанува е да продолжиме да го правиме тоа што го правиме, дали преку музика, дали преку театар, дали преку, не знам, сликарство или архитектура. Да, оти обично субверзивните идеи, зборуваме се нели вака идеолошки, најчесто излегуваат или си ги бараат своите канали преку уметноста, преку културата воопшто. Па да, добро, мислам, да, ја така можам да зборам. Мислам, од тој аспект можам да зборувам, не. Ни преоставува да продолжиме да го правиме на начин на кој што го правиме. И да почнеме да си ги вреднуваме самите да почнеме да си ги вреднуваме работите кои што ги правиме. Што вика Филип, тоа е кај нас се уште некоја инерција да викаме да, ништо не чини, ништо не е уреду, меѓутоа кога ќе погледнете наоколу како изгледаат стварите, самите себе си викате, ау да, добро е, може треба уште повеќе, баш овака како што го правиме. Да пробате сами да видите што е најдобро за мене. Кога правите најдобро за вас, правите најдобро и за општеството. Системот на вредности потоа враќа. Да, и не сме воопшто лоши, не. Убаво ми се допадна што вака размислувате. Па неќеме да шириме дефетизам. Да. Има сигурно работи кои што може да ги критикуваме, има сигурно работи на кои што сакаме да им се спротивставиме, меѓутоа не е ова. Но не по секојатина, не спротивставување заради спротивставување. Да, не е последната дупка на светот. Да. А многу често сите ние запаѓаме во некаква полемика заради полемика, отпор заради отпор, бунт без причина и така натаму. Океј, но веројатно на младиот човек понекогаш и е најсвојствено да биде и бунтовник со причина, но и бунтовник без причина. Веројатно се тоа фази во животот што треба да ги поминеме некако ментално. Океј, одиме со последното парче снимен материјал, значи последниот дел од интервјуто со професорот Љубомир Цуцуловски, професор на Филозофскиот факултет, и потоа се враќаме во студиото да ја одјавиме и да завршиме денешната тема во Пулс. Каде се субверзивните идеи за превземање контрола врз нашите собствени животи? Дали низ уметност, дали низ некакви форми на култура, се едно? Една од суштините на човекот е непослушноста. Токму непослушноста, токму таа умешност на човекот да каже не на околностите, го чини да биде човек за разлика од животното кој секогаш оди кон прилагодување на постоечкото. Или конформистите или веќе алиенираните луѓе кои секој пат сакат некако да бидат неприметливи во средината. Помилија на помал отпор, на медиокритетство, остракизам, тоа се вика понекогаш демикнесцер, немој да стрчиш, немој да се појавуваш над другите така натаму. Се губи, значи се губи она човечкото, да се каже не, да се биде непослушен, но непослушен во некоја анархистичка смисла, непризнавање или нихилистичка подобро речено. Да, ама и анархизмот е еден вид потрага по слободата, по ултимативната. Погрешно се изрази, повеќе мислев на нихилистичка, не на анархистичка. Так, во ред. Значи повеќе на нихилистичка, каде што се нема никакви вредности така натаму. Таму каде што има држава нема слобода, таму каде што има слобода нема држава, дека државата и слободата се неспојиви. Дека значи мора да дојде до децентрализација. Што за вас лично представува духовна автономија? Тешко би можело да се одговори со неколку реченици, но која е вашата духовна автономија, иако тоа може би ќе делува малку како плеоназам или тавтологија, тоа е значи да го следам моето внатрешно, автентично убедување, својот внатрешен автентичен интерес, но кој не е во колизија со интересите на другите, значи кој не е на штета на другите. И пак, колку и тоа да делува излитено и досадно повторувано,
Не го прави она што не сакаш другите да го прават. Тука е мојата автономија. Да. Која е вашата духовна автономија?